Ова е проект кој што ја подига еколошката свест уште од најмлада возраст на учениците. Го работиме во 4 основни училишта на територија на општина Карпош. Гледам дека има извонреден интерес. Тој покрај што има практично значење, има и извонредна едукативна функција кој што во наредниот временски период општина Карпош и како ќе поддржува вакви проекти. И поради големиот интерес на учениците во основните училишта, овој проект ќе го прошириме во сите основни училишта затоа што се појави извонреден интерес и едноставно и љубомора до останатите училишта зашто и кај нив не се спроведува истиот проект. Што е она што ги тера учениците буквално да бидат приврзаници на ваков еден проект и колку ваквите проекти им ја влеваат љубовта кон природата, кон екологијата со цел да се зачува таа? Јас сум изненаден од нивната креативност. Дури одредени работи кои што гледам дека ги прават, например, за мене во моментот немат никаква логика кога ќе го поставам прашањето, дојам апсолутно разумен одговор во кој што се гледа дека тие сериозно размислуваат, меѓутоа битно е да ние тоа чувство за заштита на природата, за заштита на земјината кугла го пробудиме тоа што постои кај нив природно и токму овој проект ја има и таа задача. Сметам дека сите научни, сите стручни, сите политички потенцијали и економски во светот треба да се вклучат во одбрана на земјата планета и еден од овие проекти исто така да токму се влие од најрана возраст кај учениците да ја подигнат својата свест за зачувување на околината, на микросредината во која што живеат, на Република Македонија, а со тоа нормално да, како што вели самиот слоган, мисли глобално, но делува и локално. Сметам дека тоа треба да се вткае уште од најрана возраст кај учениците. Дали овој проект од основните училишта ќе го спуштите уште подолу во градинките? Па да, тоа е извонреден проект кој што најпрво ќе го прошириме во сите основни училишта, а потоа ќе преидеме и во градинките. Зелен свет, сладко како мед. Аплауз, браво.